Секој ден по 2 часа без вода остануваат жителите на кочанското село Тркање. Револтирани велат дека веќе 2 недели вода снемува секој ден, а кога повторно ќе дојде е матна и нечиста. Стравуваат дека поради тоа им се расипуваат чешмите, бољерите и машините за перење. Се жала дека низ цевките оди само воздух, а водомерот си брои како да има вода. Вела дека никој не им одговара на повиците и бараат надлежните конечно да го решат проблемот. Па секој ден однемува по саат до 2 било кој време во денот. Рачините мислам дека имат загуба на вода, мислам дека им се расипани помпите и треба замена на помпата. Последните 2 недели и водата е многу заматена гадна кога дојде. Па ќе се расипат педални бојлери, а веќе сите на чешмите се сите расипани, гумичките течат. А колку е чиста, тоа не знаеме. Многу после воздух искаруваат цевките, тоа се си врте на саато. И ќе плаќаме воздух. Па има сега број овие што се одговорни за дефеци. Не се јавуват на тие број. Претходно се јавуваа, имаше други луѓе, сега се споменете други луѓе. И не се јавуват. И покрај револтот жителите апелираат надлежните да ја сменат старата пумпа која велат постојано се расипува и го остава селото без вода. Да се санират проблема, да си купат нова помпа, пошто таа е при крај дотрајана и се исклучува нон-стоп. Таа помпа ја префрла водата од фабриката за вода, ја префрла водата во резервар во Тркање. И сега се исклучува често. И резерварот останува празен. И се водата нон-стоп дотрошува и нон-стоп така. Општина е. Не е поединец некој дома за мене па да немам пари да купам. Да. Наплаќат се редовно, знаеме како е сега, нели, основно паќањето, ако не платиш. Така? Или исклучува, или извршител, значи секој платеше на денешно време, не е пред 10 години кој не плаќа по многу години. За проблемот М-нет телевизија се обрати до градоначалникот на општина Кочани Владко Грозданов. Тој вели дека во летниот период потрошувачката на вода е значително зголемена, а причината според него е користењето на питката вода за наводнување на тревници, бавчи и градинарски култури. Поради тоа во одредени делови од водоводниот систем доаѓа до намален притисок и повремени прекини со водоснабдувањето. Која се помалку и помалку ја имаме, сведоци сме и на светско ниво, да ја користиме за наводнување на тревници, на бавчи, на градинарски култури. Мислам дека е себично од таа страна, а не е солидарно кон другите. Во системот водоводен во Кочани постојат неколку нива. Имаме ниска зона, средна, висока зона и претпоставувам дека во случајот кога се полнат резерварите за висока зона, можеби и дел од ниска зона да има помал притисок или да нема вода, но тоа е се со цел да се сите граѓани на општина Кочани обслужат со таа вода што им е неопходно потребна. А тревниците или градинарските култури, доколку не се во близина на техничка вода, на канал од каде би можеле да црпат, греота е питката вода да ни оди за наводнување. Инаку дополнително градоначалникот Грозданов потенцираше дека нема никаков дефект со пумпата за наводнување.